Всушност, вие немавте процедурална забелешка, туку имавте реплика на колегата. Тоа не е процедурална забелешка. И ја ќе ви прочитам од процедурата што може да правиме. Значи, прво председателката според членот 10 е надлежна за одржување на редот. Таа треба да се грижи да не биде прекинуван говорникот и говорникот може да говори само по прашањето за кое се води претрес. Тоа што го слушам јас денеска, дека не можело ние да анализираме на крајот, да донесуваме заклучоци, апсолутно нема ништо врска со public hearing, никаде во ниту еден парламент, па ни овде. Тоа ни е нас должност, колега. Меѓутоа, јас на председателката сакам да ја кажам, бидејќи не се повикуваат на деловникот, а треба да се повикаат, тогаш членот 13 е многу јасен и јас на него ќе се повикам. Значи, пратеникот се пријавува став 2 за реплика на говорот на пратеникот. Тоа е членот 13 став 2. Ама ставот 3 вели, на говорот на пратеникот е дозволена само една реплика. Истече, значи, правото на господинот Ненад Коцич, бидејќи тоа што тој го прави нема врска со процедура, туку е реплика. Јас на деловник се повикувам. Значи, член, не слушате, 13 став 2 и член 11, прочитајте го, оти вие викате да прочитаме го овај деловник и јас ви го читам го деловникот. Значи, ве молам, на крајот ова што го предлага колегата Зибери. Нема логика со слушувањето. Никаква. Ако ние не направиме секој свој осврт на сослушувањето и на она што мислиме дека е најбитно за нас, па потоа ќе се договориме околу допирните точки и околу заклучоците. Меѓутоа, да ми оневозможите врз основа на стенограмите на кои ќе се концентрирам, да направам анализа и заклучоци, па тогаш значи да ми негирате статус на член на анкетна комисија. Анкетата ја правиме ние. И врз основа на нашата анкета ќе направиме на крајот клучна анкета и заклучоци од неа. Како иначе тие можат да бидат основ за некои постапки пред судовите, ако не се темелат на анализа, на сознанија, на согледувања, кои не смеат да бидат судски, ама можат да бидат политички и логични, врз основа на законите и актите што се пред нас. Благодарам.